Благодарам, председателе. Две работи јас сакам да потенцирам околу дискусијата на господинот Спасовски, но и генерално како тези кои што СДСМ подолго време ги пласира. Прво, иселувањето од Република Македонија е една работа која што СДСМ упорно се обидува да ја намитне, дека сега е голема, дека се земаат бугарски пасоши и така натаму. Факт е дека постои, но бројките не говорат дека сега е голема, напротив, бројките говорат дека во време додека СДСМ била на власт биле многу поголеми. Ќе ви кажам конкретни бројки, колку македонски граѓани земале бугарски пасоши во години. 2002 1369, 2003 1735, 2004 2302, 2005 2444, господине Мисовски, ве молам ако може, 2006 2933, значи во принцип негде околу 2 до 3000 македонски граѓани годишно земале бугарски пасоши кога вие сте биле на власт. Сега во 2009 е 427, во 2010 е 439, во 2011 е 272 и ова се податоци од Евростат, исто како што и претходно ви беше кажано, што говори дека за 5 до 6 пати е намален бројот на лицата од Македонија кои што земаат бугарски пасоши како метод за да можат да се вработат било каде во Европа, бидејќи со македонски пасош не може да се вработат во Европа. Ова е релевантен податок. Втора работа, дека со влезот во Европска унија или НАТО ќе си ги задржиме луѓето во Македонија, исто така е неточно да кажам дека Бугарија од моментот кога влегла во Европска унија до денес има изгубено, односно 434.198 луѓе си имаат иселено од Бугарија во Европската унија. Романија 1.199.558 и Литванија 459.592. Со овие податоци мислам дека ќе ви стане јасно дека тезите кои што ги прокламирате околу оваа тема не држат. Втора работа, господине Спасовски, која што сакам да прашам во врска со долговите. Колкави се долговите на предпријатието Куманово газ? Колку пари од другите предпријатија од општината префрливте на предпријатието Куманово газ? Дали е точно дека сакате да го продадете? И дали е точно дека ќе го продадете на многу близок човек на вашиот градоначалник, кој што се шпекулира во Куманово? Јас го знам името на човекот, но еве да ви оставам простор вие да одговорите. Благодарам.